многу насилен, едноставно неиздржлив, што да ви кажам. Некогаш дури пред 3 години полиција дојде и така. Меѓутоа нема ефекти. Нема промена. Не очекувам да се промени. Нема што да се каже. Сакам да живеам нормално, едноставно да го дишам воздухот и да бидам среќна. Секој има право да го живее сопствениот живот безбедно и на свој начин. Семејното насилство го зема тоа право. Овој вид на насилство влијае на старите, на децата, но најчесто жртви се жените. Всушност, секоја втора жена се соочува со овој проблем. Луѓето се уште немаат доволна свесност, а особено за различните начини што социјалните сервиси ги даваат на жртвите. Владата, сметајќи го ова прашање за почна сериозно, од 2008 година усвои стратегија која што се однесува токму на ова прашање. Главната цел е да се намират бариерите меѓу институциите и тие ќе соработуваат подобро. И луѓето кои што ќе побараат поддршка, ќе добијат стандардизирана поддршка, без разлика во кој град и во која институција ќе го пријават проблемот. Решив одамна дека треба нешто да променам во мојот живот, меѓутоа од Центарот за социјални служби дознав дека постои ваква една програма, ми понудија, ме прашаа дали сакам да учествувам. Денеска дојдов да се видам со мојот консултант за да направиме бизнис план како да го продолжам мојот бизнис кој го имам започнато веќе. Мојата бизнис идеја би била следнава. Јас се занимавам со изработка на вогlavnom на капи, шалови и блузи. Да ви кажав дека почнав случајно, инцидентно. Меѓутоа имав планови, немав средства. Зедов одредени средства од една пријателка и направив мини работилница. Имаше една просторија која беше целава уништена. Ја реновирав комплетно, унесов полици, се што требаше потребно, си купив компјутер, принтер, такви работи што ми требаше. И купив волница, започнав со рачна изработка. ЮН агенциите ни даваат поддршка преку зајакнување на можностите на луѓето, институциите кои што ги нудат сервисите на заштита. Како на пример, адвокатите и судиите беа на заеднички тренинг за поадекватна примена на легислативата. Лекарите учат како да го препознаат и одговорат на проблемот. Истовремено, генералната свест за овој проблем е на ниско ниво. Затоа ние спроведовме национална кампања со цел да го откриеме проблемот и да ги зајакнеме луѓето да дојдат да го пријават насилството и со тоа да го решат. Невладиниот сектор во овие напори е многу битен фактор. Тие имаат можност да ги продолжат своите сервиси во делот на давањето правна помош, советувалишта, прибирање податоци и подигање на јавната свест. Ситуација е се уште напната, затоа што тој пие, алкохоличара, и има моменти кога доаѓа и се уште се обидува да прави проблеми. Се надевам дека со бизнисов што ќе го направам уште некоја година ќе имам шанса да си купам стан. Баш онака како ја што сакам да го живеам.